бев дека мојот шеф и му кажах дека сум во тек на развод и дека ми треба работата за да не ги изгубам децата. И тој ми вети на мене дека нема да ме отпушти од работа. Арно, ама во последен момент мене ме избрка од работа и ме избрка на многу лош начин. Бех закачена на врата, на лист, на список со мои други колешки, 69, ние сме 70 колешки избркани од работа. Јас сум Снежана Тасова, имам 33 години и доаѓам од Богданци. Јас работам од мои 18 години, цели 13 години веќе, по конфекции работам. Па стануваш са бале, идеш на работа и почнуваш со работа. Имаш пауза, тераш цело време шиеш, гледаш да извадиш норма, да си работиш. Тешко е, боли грб, боли нозе, боли раце, се боли. Значи, чувството не е убаво, едноставно цело време си турбо, затоа што ти гледаш да искараш норма за да можеш да останеш на работа, затоа што не знаеш што те чека утре, дали ќе останеш на работа или не, се трудиш да искараш повеќе, си одиш дома изморена, пошто си работила многу, ама не е битно дали си ти изморена или не, затоа што имаш дома 2 деца, што треба да се грижи за нив. Си турбулентно цело време. Дали си била на работа или не си била, тие деца не ги интересира, затоа што они си бркат внимание, си го бркат нивното и ти мора да го исполниш тоа, како мајка. Да им посветиш внимание, а ти дали си изморен или не знаат они, а тебе те боли и грб, и ръци, и нози, и сета боля, пошто си гледала да искариш за да останеш на работа и на крајта истото тоа ти се случува да ти испаднал ти не си добар работник, те отпуштават од работа. И беше објаснено дека ќе се прави трансформација само на фирмата, дека ќе се префрлиме од една фирма во друга фирма. Ама он истовремено изманипулира со нас, не ни кажа на нас, дека од неопределено време ќе преминеме во определено време. Само ни кажа, само ќе биде направена трансформација на фирмата. Фактички он ни изманипулира нас за да наклада на определено време, за да може да отпушта во било кое време, кога и да посака он. И децата усеќат се, затоа што ти не можеш да скриеш, колку и да сакаш да скриеш, ти тоа не можеш да го скриеш од децата, пошто се усеќа. Синот ми е помалечок, он не разбира многу, али момичката нон-стоп. Од неа никој пат не можам да се скрием, пошто она му усеќа секој. И кога останах без работа, првиот му обед беше: сега ќе имаш ли пари да ни купиш нешто? Во истиот момент ние се явиме во синдикатот на ССМ и кажаме дека сме отпуштени од работа, дали може нешто да ни се помогне. Синдикатот ни испадна во сусрет и ние сме многу благодарни, пошто процедурата оште се тера со синдикатот. Председателот и шефот дојдеа, правиме му обед, кажаме каква е ситуацијата, што е ситуацијата, се им објасниме.
најголема небулоза во Законот за работни односи е што тие договори на определено време се неограничени. И може секој месец да се продолжува. Ви давам договор на определено време за еден месец, другиот месец ви дам пак за еден месец, третиот месец пак за еден месец. И тоа се случува посебно во оние фабрики, еве ќе земам Тирсот на залошно кај странските инвеститори, и затоа и таму и немаме синдикати, и се дозволува баш буквално секој месец да ви дава да подпишете нови договори. Го држиме работникот во неизвестност, да не се планира неговата иднина и да нема никаква социјална заштита. Затоа ние како Сојуз на синдикати на Македонија во новиот закон за работни односи тоа го предлагаме да биде ограничувачки. Во годината 2 пати на истиот работник да може да му се продолжи тој договор, да речеме, на определено време. А иначе во новиот закон за работни односи инсистираме договорите на определено време да не можат да се случуваат подолго од една година. И ако заврши после една година, и ако не ќе работодавачот, газдата, да го пријави, Агенцијата за вработување да го направи, да го трансформира тој работен однос од определено на неопределено автоматски. Значи, за тоа се залагаме во новиот закон за работни односи. На чекор сме на доработка, малци имаме отпор од работодавачите, но сметам ќе не разберат, бидејќи работникот му е потребен на работодавачот. И не е коректно страна на работодавачите, посебно во ова време, не време кога се сочуваме со COVID-19, на овој начин со договори на определено време да не испуштаат, да не ни даваат договори на неопределено време и да не може да се планираме иднината во нашата држава, толку како што многу работници да бараме чаре во некои од државите од Европската унија. Ама кај нас е многу лошо што во нашата држава секој пат работодавецот е прав, а работникот е крив со некои други работи, со мито и корупција. Он се мисли кога ќе покупа некој, не му е битно на него како се чувствува работникот. Он му е битно он да биде исполнен и на он как се осеќа. Треба да се ценат работниците и работничките права и сите тие што се фирми што ги прават од неопределено на определено време, сите да ги сменат, затоа што не е убаво. Секој работник се чувствува лошо и се плаша за неговата работа.